Hulja Adijaman и да можеше да се врати во времето пред земјотресот во февруари 2023 година, што ја уништи незината зграда, во која загинаа многу нејзини соседи и роднини, таа повторно нема да може да го спаси својот дом. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor yani. Нека Господ никогаш не дозволи некој да помине низ ова. Многу е тешко. Посакувам да ги изгубивме домовите, но не и луѓето во овој земјотрес. Кога еднаш ќе се изгуби живот, тој не се враќа. Повеќе од 50.000 луѓе загинаа во земјотресот, а милиони други беа раселени. Многу семејства, како она на Адијаман, останаа во шатори со месеци пред да бидат преместени во контейнери, каде што се уште живеат стотици илјади луѓе. Експертите велат дека, иако земјотресот бил масивен, голем дел од жртвите и загубата на имот можеле да се спречат. Турција има градежни правила за земјотреси кои не секогаш се почитуваат, посебно не во услови на градежен бум во последниве децении. Друг главен проблем е зградите што се изградени по 2000-та треба да можат да издржат ваков земјотрес. А главниот проблем е што некои од овие згради не го издржа тоа. Владата вети дека ќе изгради стотици илјади нови домови за луѓето, но до сега само десетици илјади се ставени на располагање. Семејствата велат дека никогаш не можат да го вратат изгубеното. Финдик Аксу во земјотресот ги загуби ќерката, зетот и нивните 4 деца. Децата. После тој ден да ми го дадете светот, да ми дадете скапоцени камења, џабе е. Најмалиот имаше 5 години. Болката е многу голема. Преживеаните велат дека не можат да ги заборават ужасните слики на кои биле сведоци. Yani biz şöyle diyeyim, cesetleri biz sıra sıra haliyle gördük. Видовме тела едно до друго во низа. Видовме дека телото на една личност беше целото модро. Видовме тела како се извлекуваат од урнатините, откако 3 дена чекаа помош, но не можеа да ја добијат. Адијаман вели дека се надева оти ќе се пресели од контейнерите во новите куќи изградени од владата, ако или кога ќе стане тоа достапно за неа и незиното семејство. Барем тогаш, вели таа, може би повторно ќе се чувствувам како дома.